civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Па токму тука со нашата прва говорничка јас би сакал да го почнеме нашиот разговор имајќи предвид и една од најактуелните теми или настани кои ги имавме у последните 2-3 дена, практично имаме најмалку една ваква тема на ден. За жал, ние прочитавме, пренесовме, толкувавме, па и коментиравме во изминативе 3-4 дена за пишувањето на словенечкиот портал Нецензурирано. Имено Нецензурирано од Словенија изнесе наводи, објави наводи за тоа дека во 2018 година ние имавме сме имале 4 медиумски медиуми во нашата земја кои добиле 2,5 милиони евра за да шират лажни информации, црна пропаганда и говор на омраза кои се насочени против нашиот од кон НАТО и кон Европската Унија, а се разбира актуелно во тоа време беше и процесот на спроведување на референдумот, кој впрочем беше наш влез, наш вовед во ЕУ и во членството во НАТО, кое гледаме дека еве веќе е реалност. Како можете да го коментирате тоа? Слушнавме дека и техничкиот министер за внатрешни работи кажа дека нема основа воопшто да се поведуваат истраги во полициски истраги или истраги во МВР или било каде за тие наводи. Како вие тоа го толкувате, а се разбира во контексти на темата? Ви благодарам. Со право темата на хибридни закани станува актуелна, особено сега во периодот на предизборието, ако се земе во предвид кои се негативните последици од ширењето на таков тип на закани. Хибридната војна или хибридните појави апсолутно не се ништо ново, особено не во развиените и демократски земји. Нема земја, ниту од, да речем, по-развиените, ниту од помалку развиените, која што нема проблеми на која што на дневната агенда не се наоѓаат овој тип на закани. Повеќе или помалку може да добијат некаков дополнителен облик или начин на кој што продираат. Генерално тоа значи дека некоја од страна, субјект во државата или надвор од државата има интерес да направи напад, хибриден напад, не оној конвенционален напад, врз институциите, односно врз оние сегменти од општеството кои што тој субјект ги детектирал дека се слабости, односно имаат некакви недоследности. Тоа би било околу дефиницијата, да речеме, за да знаеме практично за што зборуваме. Конкретно прашање поставивте и мислам дека јавноста заслужува навистина конкретен одговор. Кога дебатираме на повеќе теми, можеме да филозофираме и можеме да изнесуваме различни ставови, меѓутоа, кога станува збор за работата на Министерството за внатрешни работи и тоа што е негова надлежност, мислам дека на сите ни е поприлично познато. Наводите, и јас би ги третирала до овој момент на наводи, кои што беа изнесени на порталот, не може да бидат отфрлени со една политичка изјава по мене. Тие навистина заслужуваат службите во Министерството да се позанимаваат малку посериозно, затоа што наводите кои што беа напишани од тоа што го прочитав јас како и сите ние, има сериозни индиции не само за обид за хибридна војна во Македонија, меѓутоа тука веќе станува збори за нелегално финансирање. Ако сето тоа се стави на еден текст или на една маса, тогаш мислам дека Министерството за внатрешни работи во координација со јавниот обвинител навистина имаат доволно материјал да го разгледаат и да се загрижат малку повеќе и по мене имаат и основ да започнат барем некаков тип на предистржна постапка по однос на ова прашање. Ваквите прашања, особено сега пред избори, но и генерално и по нормални услови кога не би имали избори, мислам дека е несериозно било која институција, и ова го кажувам без оглед на мојата моментална позиција, да ги игнорира или да ги отфрла без никаква претходно темелна анализа и проверка, затоа што на крајот на краиштата и одговорот на институциите што го даваат на конкретни прашања, покажува колку тие прашања се битни за нас, односно како институции, или се помалку битни.
Така што ова прашање мислам дека заслужува должно внимание и заслужува да биде обсервирано. Во поглед на хибридните закани, мислам дека решението на проблемите треба да го гледаме малку пошироко. И тука секој од нас, зборам и како институции, меѓутоа и како граѓанско општество, имаме свој делокруг на действување и начин на кој што треба да се справиме заедно. Тука е потребна државна стратегија, меѓутоа не оние класични државни стратегии какви што сме навикнати да ги изработуваме и да ги имаме, меѓутоа една поширока државна стратегија во која што апсолутно сите чинители ќе бидат вклучени и ќе можеме заедно се бориме против тоа. На крајот од денот влијанието или целта на тие хибридни закани апсолутно не се назначени кон добробит на државата. И тука под држава не подразбирам актуелна власт, туку подразбирам она што се стратешки цели на државата, а кои што ги определуваат и ги верификуваат граѓаните. Така што тука од тие причини јас би го сметала ова за и национално прашање кое што треба да го разгледуваме заедно и мислам дека Војдина треба да добие и малку поширок форум на дискусија и на разглабање. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.